со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Ако СДСМ тргнат да прават влада без доделен мандат, за мене тоа е една опасна авантура и еден опасен преседан во иднина и што го отвара патот председател во иднина да биде разгласуван по потреба. Еве сега овие наменските експерти на СДСМ толкуваат дека одредбата во уставот која што вели дека председателот на државата доделува мандат, велат дека е од декларативно значење, дека нема суштинско значење и дека може и без мандат да се состави владата. За мене ова е една опасно толкување на уставот, отвара една опасна авантура, бидејќи во иднина се отвара можност председателот повторно во некоја слична ситуација да биде разгласен. Еве на пример, во моментот сега ми текнува председателот има право на вето, преносење на законите во државата. Утре на пратениците може ептен да им се брза, тој закон да биде изгласан и може пак овие експерти да протолкуваат, да кажат па правото на вето не е од суштинско значење, доволно е само председател на собранието да го потпише указот и закон да влезе во сила. Тоа е пат за една опасна практика која што ќе го разгласува председател по потреба, а тогаш веќе навлегуваме во самото државно уредување. Зошто никој предуставен суд до сега не покренал иницијатива околу тоа, уставен да се произнесе за мандатот? Па гледате сега кај е играта сега. Сега овие експерти на СДСМ го повикуваат Иванов да го даде мандатот, да се формира владата, после ако излезе нешто неуставно со таа платформа таква, па Иванов да поднесе постапка до Уставниот суд. А јас велам обратно, доколку СДСМ смета дека сега Иванов го крши уставот, сега нека поднесат ова постапка пред да се додели мандатот, нека поднесат постапка и најавуваат кривична пријава, нека му поднесат кривична пријава па да видиме дали што ќе речат органите. Бидејќи ако ние дозволиме ова платформа да заживее, после нема во државата орган, каков уставен суд нема орган што таа платформа ќе ја врати на почетно рамниште, ќе ја врати во првобитна состојба. Од тога сметам дека сега Иванов треба да издржи во недоделувањето на мандатот. Доколку таа се албанска платформа не ја видиме, доколку тој коалициски договор не го видиме, бидејќи еве гледаме во јавноста СДСМ заговара така еден концепт кој што оди во таа насока, бидејќи ако вие внимателно го следите нивниот лидер, он никој паш не рекол ќе градиме концепт на една држава, него вели ќе градиме концепт на едно општество. А сега тоа обичната јавност не го разбира што значи тој поим. Концептот на едно општество значи дека во државата дефинитивно повеќе ќе нема македонци, ќе нема албанци, ќе нема срби, него ќе има индивидуи, ќе има граѓани, ќе има личности. Значи ние го губиме националниот идентитет, бидејќи општеството значи заедница која што има само некоја инструментална вредност, во која што граѓаните се здружуваат за да остварат некои своји задачи и интереси. А додека концептот на држава и нација има посилна вредност, има емотивна вредност. Луѓето се врзуваат за неа, изразуваат своите чувства и затоа тоа врзување се нарекува национализам, патриотизам. Од тога значи тоа е многу опасен концепт на едно општество. Сега за овие другиве не е опасно за останатите малцинства, албанци, срби, турци, бидејќи тие се поистоветуваат во своји сонародници во други држави, имаат своји држави. А додека заживее тој концепт за македонците, станеме ние граѓани без национален идентитет, тоа е крај за македонците. Тоа го предвидува тој. Како ќе се вика тоа општество, како ќе се тоа биде концепт на едно општество на граѓани, на личности. Еве Маријан Николовски, успешен новинар, како личност, како граѓанин, ќе нема да биде македонец. Јанко Бачев нема да биде македонец, ќе биде универзитетски професор. Кој може да ви го скрати правото на? Еве тоа ќе биде концепт на едно општество. Повеќе нема се викаме, ќе нема македонци. Значи тој концепт тоа означува, суштината на тој концепт е тоа. А друг е концептот на една држава. Али они тоа не го викаат концепт на едно општество. Тоа е само како што кажав, а тој концепт денеска го нема никаде во Европа. Ако ги видите сите устави во Европа, сите базираат на национален субстрат. Секаде во секој устав стои референцата за мнозински народ и за националните малцинства, гарантирана положба. Таков концепт има само во Белгија и Швајцарија. Сега не може да правиме споредби. Неспоредлива е споредбата на Македонија со тие две држави, бидејќи тоа се наменски држави. Знаеме како се создадени во историјата, немаат домородно население, автохтоно население и сега Македонија сакат да ја претворат во тој концепт како овие две држави. Али во таков случај тоа ќе биде поразително за македонците, бидејќи во таков случај веќе ќе бидеме само како индивидуи, како личности. Тоа е веројатно невозможна мисија. Па сега викат, ако внимателно следите, барем она што вие толку. Ако внимателно следите, лидерот на СДСМ Зоран Заев стално повторува формализира концепт на едно општество. Никаде нема кажано концепт на една држава. Граѓански концепт, ама општество не вели држава. Веројатно мисли на интегративна општество на етнички заедници. Што не каже концепт на една држава? Концепт на една држава. Значи во тоа концепт на едно општество веќе нема нации, нема македонци. Тоа ќе бидат индивидуи без разлика, али за нас е тоа поразително, без разлика тие индивидуи колку ќе бидат способни, колку ќе бидат успешни, нема да имат национална идентификација. Значи тоа во крајен случај и таа и замислата на зверот што ја игра во Македонија преку овие своји играчи сега моментално. Излез од ова се избори или? Па најдобро е во оваа ситуација да има избори, бидејќи јавноста веќе
Па сега тоа е неблагородно неблагородно да се прогнозира кога би биле избори, бидејќи еве сега ова закачката што имаат партнерите во собранието можеби ќе потрае неколку месеци, па ќе почнат летните одмори. Факт е веќе дека локалните избори нема да се одржат, најизгледна варијанта е да бидат со парламентарните избори, бидејќи во таков случај народот ќе даде довербата на партија што мисли дека најдобро ќе застапува националните интереси. Сега слушаме контра аргументи на оваа теза дека па што правиме ако и на наредните избори. Пак дојде тој сооднос меѓу пратеници. Во демократијата единствено решение се изборите. Сега еве после пак има избори. Еве видете Бугарија. Бугарија еве сега има избори за 3 години, прават 3 избори, 3 изборни циклус, 3 парламентарни избори за 3 години. Па Италија да не ја спомнуваме, таму па на секои 6 месеци избори има. Така да, значи изборите во Бугарија беа мотивирани од една друга причина. Борисов ги загуби претседателските без избори. разлика што е причината, сакам да кажам дека таа теза што наметнува дека изборите се скапа работа, дека не е добро да има избори, тоа е за мене неприфатлjivo. Бидејќи една сериозна држава со сопствен буџет, тие трошкови не би требало да представуваат голем издаток. Така значи изборите се за барем според мене сега најизгледно решение, дотолку повеќе ние како Народно движење за Македонија имаме посебен мотив, бидејќи 11 декември од резултат на политиката и политички сценарија нашите листи не беа прифатени, така да ние сакаме како партија да се одржат тие избори, а тие избори сега се најдоброто решение за Македонија. Инаку друго решение во оваа криза не гледам, бидејќи ако се тргне да се руши државата, еве јас кажав, тоа можеби ќе звучи малку порадикално, Македонија мора не само со демократски и со ненасилни, дури со насилни средства по секоја цена да ја брани државата. Каков би бил тој судар? Па тој судар сега не сакам ни да претпоставам како би бил, али во крајен случај имаме две опции: или да ја браниме државата со сите средства, или како што од СДСМ милуваат со пенкало и со хартија ги добили изборите, ние со пенкало ќе ја изгубиме државата. Ако решат веќе до крај додат со таа си албанска платформа, значи таа платформа мора да се спречи ако сакаме да опстанеме. Никој не ни дал право како оваа генерација македонци во име на претходните, во наредните генерации, оваа држава која на тасна ни е дадена од тенденците од Асном, на тасна ни е дадена, ние секоја генерација македонци да рестуриме. Да сумираме уште еден одговор. Што значи, која е формата на откажување од таа платформа? Што би требало да направи СДСМ албанските партии? Како изгледа тоа откажување од таа платформа? Тоа би изгледало сега македонските партии да седнат, да усвојат еден национален документ на кој што ќе ги запишеме тие 4, 5, 6 колку точки ќе бидат, во кој што сите ќе дадат обврска, ќе се обврзат дека никој нема да чепка без разлика кој ќе се остава во влада. Доколку имаме тие наше национално македонско единство, јас верувам дека и албанците во државата ќе бидат многу помирни, ќе бидат многу потивки, а сега гледаме така едно силење како што го имавме во 2001 година, еве најави дека таа криза може да доведе до тие меѓуетнички односи и видете сега таа иронија што имаме ние во државата. Тие бомби што ги појави СДС пред 2 години, тие беа за криминални индици. Значи борбата почна за правда, за правна држава, за тие криминални индици и Ахмети толку вешто таа игра од криминален ја префрли на етнички терен. И сега после тоа Ахмети се мајтапи со нашите политичари, излегува и им вика на Груевски Заев: ве молам, немојте да ја однесете кризата од криминален на етнички терен, а самиот тој претходно сега со таа платформа ја однесе кризата на етнички терен. Така да нашите политичари мора да се вразумат, мора да седнат и ако постигнеме тоа наше единство, јас ве убедувам дека Македонија ќе бидат заштитени тие национални државни интереси и дотолку повеќе некои учат од војната од 2001 година како резултат на тие политички сценарија, како резултат на тие предраси, на тие делби и подолби, Македонија излезе поразена, посрамена, понижена од таа војна со нарушено државничко достоинство до денешно време. Затоа нека учат од војната, нека не го прават тоа што го правеа Лјупчо Георгиевски и Бранко Црвенковски и опстанокот и безбедноста на државата ќе биде обезбеден. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија.